Паралелно со максимално загрозеното здравје на граѓаните, коронавирусот најдиректно се заканува со тешки и далекосежни последици врз стопанството, кое веќе трпи големи финансиски загуби. Собствениците и раководители на кочански фирми коментираат дека деновиве регистрираат драстични намалувања во добивањето налози за работа со нарачките во различни сегменти, во снабдувањето на репроматеријали, производството и извозот. Додатен проблем е и што бројот на вработени е намален по основ на отсуство од работа по неколку основи, што се на се ситуацијата ја прави се посложена. Кризата од неработењето први ја почувствува угостителскиот и туристичкиот сектор, како и вработените во нив. Затворените кафулиња, ресторани, мотели и хотели значи дека вработените ќе останат без плата, а сето тоа во услови кога мерките наметнуваат зголемени финансиски издатоци. Уште повеќе им ја отежнува ситуацијата. Обидите на поедини фирми и институции дел од вработените да работат од дома значат само ублажување на функционирањето. Ако за краток период може да се премости кризната ситуација, на подолг рок прашањето е дискутабилно. Загрижувачко е и тоа што државите од опкружувањето веќе прогласија вонредна или кризна состојба, што реално може да се очекува и кај нас, со што последиците би биле несогледливи. Токму затоа потребно е буквално секој граѓанин да се однесува максимално сериозно и одговорно кон сите препораки на надлежните на локално и државно ниво, бидејќи најмало невнимание може да предизвика катастрофа од поголеми размери. Впрочем, не случајно светот коронавирусот го нарече опасен невидлив непријател кој може да се победи само со заедништво и меѓусебна солидаризација.